Духовден е христијански празник посветен на слегувањето на Светиот Дух врз апостолите и формирањето на црквата. На овој ден се исполнило Христовото ветување за доаѓањето на Светиот Дух, што Христос им го даде заповедувајќи им на апостолите да не се оддалечуваат од Ерусалим додека тоа не се случи. Духовден се празнува 3 дена, а првиот ден од празникот секогаш е во недела. Ово е единствен од 12 големи празници што нема предпразненство. Тоа се надоместува со фактот што во текот на целиот период од Великден до Духовден се чувствува празничното расположение. Но овој празник редовно му претходи задушница што се празнува во саботата пред Духовден, кога се изведуваат повеќе обичаи што им се наменети на покојните предци. Овој ден меѓу народот е познат и под името Мртва сабота. Овој ден се вика и Педесетница, не само затоа што се празнува 50 дена по Великден, туку и затоа што настанот што му дава печат на овој ден се случил токму на еврејскиот празник Педесетница. Овие два празника, Пасха и Педесетница, се единствените што имаат основа во Стариот Завет. Евреите го празнувале Пасха како ден на излегувањето на еврејскиот народ од египетското робство, а празникот Педесетница го празнувале во спомен на денот кога Господ му ги подарил законите на Мојсија во Синајската гора. Во Новиот Завет Пасхата станала празник на излегувањето на човекот од робството на гревот и на смртта и на влегувањето во вечниот живот, а Педесетницата во спомен на дарувањето на Светиот Дух на апостолите. Овој празник уште се вика и Света Тројца, зашто на едно место се јавуваат Таткото, Синот и Светиот Дух. Со одобрение на Богот, Таткото се исполнило ветувањето на Богот Син, дадено пред апостолите, дека ќе им го испрати Светиот Дух. Со слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, тие се исполниле со љубов кон Бога и со желба да го величат. Овој чин се смета за основање на христијанската црква. Празникот Духовден нашиот народ го смета за голем празник. Тогаш не се работи, се оди во црква, се изведуваат некои обичаи, а во некои места попладнето се оди наоро. Во народното верување овој празник најмногу се поврзува со душите на умрените. Се верува дека од Великден до Духовден душите на умрените се слободни. Кога ќе се рече Христос воскресе, на Великден се отвориле вратите на рајот и на пеколот и душите христијански летнувале по небото и најмногу застанувале под цветовите на дрвјата. Се вели уште и дека на Духовден мртвите разговарале, па кој сакал да ги чуе, да го ставел увото на некој гроб, ке слушнел како шепотат како пчели кога брмчат. На Духовден се раздава за душа. Тоа се прави за да се задоволат мртвите, зашто пред да бидат затворени треба да бидат убаво нахранети. Поради тоа човек не смее ништо да јаде додека не раздаде нешто за душа. Народот верува дека на овој ден душите на мртвите се причестувале поради што луѓето раздавале за Бог да прости, за да имаат тие со што да се причестат.